Добро вечер. Започнува уште едно издание на Рапорт. Градежната офанзива, уредувањето на урбаните и руралните средини, уредување на централното градско подрачје, модернизирање на повеќе населби. Најголемата општина на истокот, општина Штип, полека добива лик на европски град. Од најавените проекти веќе дел од нив се реализирани, а за делот од нив реализирањето е во тек. Ние да не должиме многу вечерва, повеќе на оваа тема ќе слушнеме од градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев. А најпрво да го слушнеме и мислењето на граѓаните за досега сработеното во градот и што барат тие. Актуелен е, некој го критикува, малку повеќе го фалат. Добар е, моментално е по-активен градоначалника не е имало. Гласини не било од Штипјане, сега ние се Штипјани. Вреден, работи си у градот, јас сум многу задоволен. Така ги го поздравувам. До сега што е направено се е убаво, само не е за народ. Затоа што ние не сме народ. Се што се направи, се искршиме, се растуриме и готово. Ние како посетители ни се свиѓа Штип. Добро е. Прекрасно е, да ви кажам. Гимназијата е фасадирана од мое време, што ја памтам, центарот е збогатен, тука гледам со некои работи. Отиње е прекрасно, мислам, направено супер, нели, канализирана, надотерана. Гледам на влезот тука нови фирми од мое време. Таму према педагошката нови населби. Бабите дупло зголемени од колку што памтам јас населбата. Добар е Штип. Еве, како што најавивме на самиот почеток во нашето студио на Канал Плюс телевизија, денес разговараме со градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев. Добар ден и господине градоначалник, како сте? Прво да ја поздравам вас, да ги поздравам гледачите на Канал Плюс и верувам дека со внимание ќе наследат затоа што ќе слушнат некои работи што можеби нив ги интересираат, работи што се однесуваат за нивната населба, работи што се однесуваат за нивната улица, за нивниот парк, за проблемите со кои се соочуваат, а и тоа што ние го работиме како локална самоуправа. Еве да започнеме со првото прашање. Докаде е тендерот за новите улици во Штип и каде се е во план да се реконструираат или изградат нови улици? Политиката на општината е да ствара амбиент, да луѓето каде живеат, без разлика на место на живење, дали е тоа селска средина, дали е тоа приградска населба, дали е тоа центарот на градот, дали се тоа елитните населби, имаат идентични услови за живење. Значи, инфраструктурата мора да биде направена и ние дадовме ветување и заложба дека нема да остане населба во Штип, населено место, улица која нема да биде асфалтирана. Во тој контекст офанзивата продолжува. Значи, во овој момент ние имаме истендерирано уште 20 улици и патишта во населени места, кои ќе бидат асфалтирани. Ке тргнеме од населеното место Старка Рорман, таму ќе бидат асфалтирани 14 улици. 3 улици асфалтиравме, овој денови треба да почнат и останатите улици. Да истакнем дека во горниот дел од населбата треба да заврши канализацијата, што верувам дека ќе биде наскоро завршена, и таму одиме со тендер за горните улици, горниот дел од населбата. Во населбата Баби завршен е тендерот за улицата Мара Минанова. Тоа е улица во центарот на населбата која е многу оштетена. Значи, ако нека улица има толку многу ударни дупки, тоа е таа улица, тендерот е завршен. Во текот на месец јули треба да биде завршено асфалтирањето. Улица 11 Конгрес, тоа на улица која почна од пензионерското катче во населба Баби, надолу. Таа улица шахтите се повисоки 5 сантиметри, значи недостасува тој завршен слој. Тендерот е завршен, во месец јули ќе биде асфалтирана. Да кажем дека завршиме Борис Крајгер, нова населбата елевација ќе асфалтираме улицата Асном. Значи ќе продолжиме оному каде застанавме со улицата Христијан Карпош, ќе продолжиме се до спојот со улицата према Света Недела, кај Чарења, која ја завршивме нели пред 2 месеци со асфалтирањето. Инаку кога тргнеме надолу, мора да кажам дека улицата Иволола Рибар е истендерирана. Таа ќе биде асфалтирана во оној дел каде е завршена поземната инсталација, односно санитарните инсталации, водоводот и канализацијата. Вардарска, мислам дека во текот на месец јули ќе почнеме со асфалтирање. На Вардарска завршивме горниот дел од Вардарска, и првиот дел го завршивме нели многу порано. Да кажам дека тука се заврши водоводот, канализацијата, сега треба да работиме атмосферска канализација
и ова улица конечно ќе биде комплетно средена. Имаме таму еден објект кој е диво изграден, кој треба да биде отстранет за да можеме да завршиме комплетно улицата. Да истакнем дека во овој делот на селбата Вита Пеперданова ќе се асфалтира и тоа од делот ке училиште Ванчо Прке, па се до спојот со улицата Мирче Ацев, битна улица која ни од програмата многу одподавна, па таа улица беше комплетно запоставена. Ќе биде асфалтирана и улицата Трст. Тоа е од ординацијата на доктор Златко Стојменов, па нагоре се со спојот со Радански пат. Таа улица дел е коцка, дел е бетонирана. Ние покушавме коцката малку да ја средиме, но повторно доаѓа до деградација, така да асфалтирањето е единствено решение. Заврши тендерот на улицата Борко Талев. Веруваме дека до август месец ќе биде завршена. Заврши и тендерот на улицата Димо Хаджидимов и таа улица ќе биде завршена. Заврши тендерот и на улицата Мирче Крстен Мисирков. Тоа е практично од мостот кај Свети Никола црквата, па се до Ново село, до црквата Света Богородица. Значи, онаа страна, левата страна отиња према црквата Свети Спас. Тоа е завршен е тендерот и за улицата Мери. И што е многу битно, завршен е тендерот за патеката до Старка Рорман. Оној дел што го ветивме на граѓаните, дека патеката која оди за Дисарот, завршува 8 ноември, ќе продолжи се до селото Старка Рорман, каде ќе има многу богати содржини. Инаку да истакнам дека во село Врсаково денови ги тампонираме оние 5 улици кои остана неасфалтирани од минатиот пат. Се асфалтираат и 3 улици дополнителни во село Долани. Во село Целце се тампонирани и пробиени улици, за да ги асфалтираме значи во текот на овој месец. И заврши тендерот за село Драгоево. Мора да кажам дека таму доби компанијата ескаватори, комплетно асфалтирање на улиците и пат ке правиме до гробиштата. Заврши тендерот за спојување на село Врсаково до половина од патот до село Судик. Тој дел од патот беше доста оштетен при изградбата на гасоводот. Значи, оние тешки камиони со дотурна роба го оштетија. Дел се оштети при изработката на патот за Трогирци, наша обврска е да го тоа санираме, така да тендерот е завршен, тие 2 километри ќе бидат асфалтирани, најверојатно во текот од утрешниот ден ќе почне асфалтирањето. Инаку да истакнам дека ни престои еден тендер за дел од патот од Шаварлија до село Кошево, првите 3 километри ќе ги направиме до селото Никоман. Верувам дека оваа година тоа ќе биде завршено. Сена се сите оние места и ќе заборавев. Дел до Листа Сремски фронт е завршен тендерот, а тоа од Партизанска до кружниот тек кај Базалт. Таа улица е исто така доста оштетена и мислам дека нејзиното асфалтирање представува еден апсолутен наш приоритет. Се надевам дека економските оператори кои имаат добиено овие тендери ќе се завршат работата на време. Значи, за сега 4 компании има добиено на тендерите, тоа е компанијата Стојменов од Кочани, тоа е компанијата Колетранс од Штип, тоа е компанијата Ескаватори од Скопје и В груп од Радовиш, кој има добиено доста тендери на улици. За сега од квалитетот на работењето сме задоволни, од брзината на исполнетото и верувам дека граѓаните во нивните населби гледаат дека навистина овој град го менува својот лик. Значи, од комплетно несредени улици, веќе тој дел, мислам, се завршува. Ветувам на граѓаните и тука стојам за тоа дека нема да остане улица не направена во нашиот град, како што тоа го направивме, да речеме, во сите природски населби, Железничка, Балканска, Чудаклија, Света Недела, Дузлачки рид, секаде каде луѓето газеа кал со години, сега тоа е завршено. Така е, градоначалник, докаде е постапката за уредување на градскиот базен, кој веќе е продаден, евен да им појасниме повеќе на граѓаните? Значи, ова е одличен проект. Значи, самиот проект беше финансиран од германската влада. Значи, хотелот е продаден на една компанија, во завршна фаза уписот на градежното земјиште, значи во катастар, мислам дека ќе биде завршено денеска или утре. Да истакнам и тоа дека дел базенот е продаден, треба да следи до формување на земјиште кој треба да биде завршено, катната гаража исто така, треба да се запише во катастерот, таму имаме некои објекти кои мораме да ги срушиме, кои се пречка запишувањето и се надевам дека инвеститорите веќе ги прават проектите, наскоро ќе почне имате изградба. Имаме само еден дел спорен кој ни е на комисија во Скопје околу продажбата, тоа е практично тениските терени према стрелиштето. Тоа ќе биде еден од најубавите делови на нашиот град. Наша обврска е покрај сите оние содржини што ги имаат. Штип да добие нешто модерно, нешто убаво, да добие добри хотели, спа центри, да добие одличен базен, да добие аквапарк. Значи се она што му треба на еден модерен град кој претендира да биде најубав во државата. Ние за сега мораме да одиме во некои мали места, да имаме такви содржини, така да добро е што имаме добри приватни инвеститори во нашиот град. Луѓе спремни да инвестираат, а ние ќе бидеме нивна логистика. Наша обврска како општина е да уредиме Брегалница. Значи, ако тие го направат тој модерен дел, убав дел, а ние не уредиме Брегалница, значи од влезот на Брегалница во Штипке и на следбата 8 ноември, па се до бањата Кежовица, ние не сме завршили работата. Така да после завршувањето на коритото на река Отиња,
ние продолжуваме да го редуваме коритото на река Брегалница на исти принцип како и река Тотиње, верувам дека Штип веќе ќе станува на град што треба да биде. Така, споменавме спа центар, еве во летниот период е актуелен и вашиот проект за спа центрите, каде ќе се користат и термалните води на Бања Кежовица. Па мора да кажам дека немаме концесионер за топлите води. Значи едната парцела е продадена во просторот околу Бањата Кежовица. Комплетно постапката е завршена. Нормално следува проект и чекаме да издадеме градежно одобрение за градење. Тоа ќе биде нешто многу добро, затоа што моментално не имаме градска бања која има многу мали капацитети и штета еден град кој има такво природно богатство, значи имаме топли води, каде историски се користеле можеби повеќе од 3000 години наназад, да не ги искористиме и да станеме нешто што се и другите градови. Ако отидете во Бугарија, во Ќустендел, ако отидете во Дупница, во Сапареева бања, во Велинград, во Банско, ако отидете во Гоцеделчев, во Сандански, ќе видите колку да речеме минералните води се користат и колку е развиен тој спа туризам. Другиот спа центар ќе биде нормално кај базенот. Јас се надевам дека за 2 години ние ќе имаме одлични објекти и Штип ќе се гордее што ќе доаѓа туристи кај нас да ги користат природните лековити својства на штипската топла вода од Кежовица, која е навистина многу квалитетна со фантастичен минерален состав и со која може да се лекуваат голем број на невролошки заболувања, голем број на дегенеративни заболувања од областа на ортопедијата, од мускулно-коскените заболувања. Јас сум убеден дека на крајот ќе имаме навистина нешто што ќе се гордееме. На Штип тоа му фалеше. Мислам дека оној тренд и динамика кој ние во овој момент имаме го препородува градот по сите основи и во сите урбани заедници. Ефекти се навистина страшно добри и тоа Штипи не го чувствуваат. Значи му се посветивме на градот со целото наше битие. Така, интензивно се работи без разлика на временските услови и на река Отиња. Еве кога од докаде е изградбата на поврзувањето на патеката? Кога ќе финишира самиот проект Отиња? Значи тоа е тежок проект затоа што градењето на овој проект е во услови кога не имаме интервенции на оштетено корито на реката Отиња после поплавите во 2013, 2014, после 2015 година. Морам да кажам дека во животот, кога сте раководител, треба да имате и неколку добри соработници кои ќе се вложат максимално деноноќно тоа да го направат. И гледате дека Отиња веќе 90% е завршена, го гледате оној дел на нашето централно градско подрачје како добива својот модерен и современ лик. Онаа грда слика на Отиња веќе не постои. Моментално го редуваме просторот, значи од вливот на реката Отиња, влезот на реката Отиња кај ЈП Исар до мостот кај судот. Тимовите работат и на ЈП Исар, значи луѓето на Стипион и секако мора да кажам дека Александар Југов со неговите 7 вработени кои деноноќно макотретно работат, секој камен го стават во тој мозаик. Ние ова недела ќе привршиме до мостот кај судот и целиот дел ќе го уредиме хортикултурно, со пристапни рампи, со степеници за симнување, со шеталиште, со комплетно хортикултурно уредување, значи со многу цвеќиња, зеленило, дрвја. Горе го завршуваме делот кај Исар, таму ќе направиме сега една голема каскада и ќе направиме импровизирано како езеро, але тоа ќе биде собирен дел за да биде талошник кога ќе да надоаѓаат води да не носат по коритото на река Отиња, да таа биде безпрекорно средена и чиста, така е. И останува да го средиме делот од кај мостот кај судот до камениот мост. Не, кај мостот кај Стопанска банка, тој пред трговскиот центар. Ќе видиме што ќе правиме со оние столбови кои се наоѓаат бетонски во самата река. Ние се надеваме дека за 2 месеца тој дел би требало да го завршиме и ќе не преостанат оние 300 метра кои треба да ги завршиме, значи од бензинската станица кај Мак Петрол па до вливот на реката Отиња во река Брегалница. Отиња е приоритет затоа што тоа е символ на нашиот град. Граѓаните ја почувствуваа. Мене ми се допаѓа кога граѓаните со љубов гледат на тоа што го работиме и верувајте дека луѓето што работат на Отиња се правите градители на нашиот град. Јас морам да им честитам, се заблагодарам за нивното вложување. Работеа и кога врне, и зимно време и температурите кога беа под нула, и кога времето е дожделиво, и кога имаше поплави. Верувајте дека луѓето како Ангел Бојаджиев, потоа Игно, директорот на Стипион Иванов, и секако Александар Југов, нормално со координација со службите во општината, тука сум ја најмалку заслужен, тоа се тие луѓе кои највеќе работат, се она што на Джинска наде го работи, да речем, во делот на самиот проект, мислам дека во крајна линија даде резултати и нашиот град навистина веќе ќе биде претпоставлив покрај другите особености по чистоќата, среденоста, уреденоста, напред се Отиња е многу значена и битна и ми е мило што ќе ја завршиме наскоро.
Така, градоначалник, во тек се и градежните активности на градскиот стадион, кога Штипки има стадион по стандардите на УЕФА. Еве во овој контекст да ни кажете дали се планира и некои нови спортски и рекреативни центри во Штип. Значи, веднаш да кажам дека зад Исарот на патеката, наскоро веќе припремните работи се завршени, одобрение е дадено, градиме фитнес парк, каде сите спортисти кои секојдневно трчаат по патеката, спортуваат, ќе имаат можности и да користат фитнес услуги. Тама ќе се направи скејбол парк за младите и ќе направиме едно кошаркарско игралиште. Нормално со амфитеатарот кој ќе биде направен покрај самата патека. Тој дел ќе биде завршен, но да истакнам дека ние во овој момент во делот на спортот инвестираме многу. Како општина 500.000 евра скоро се даваат за спортот. Нормално финансираме неколку клубови 100%, а на сите клубови до 18 кои се во прва лига им плаќаме котизација. Стадионот на Брегалница е еден од нашите клучни проекти кога работиме со Фудбалската федерација на Македонија, го работиме со УЕФА. Конечно, сите оние скептици кои тврдат дека тамо нешто се работи, па нешто не се работи, теренот веќе се завршува. Наскоро почнува поставувањето на рефлекторите. Штип през до обврска да инвестира големи средства за нова трафосаница која ќе биде направена и ќе имаме осветлување за рефлекторите. Треба се средат нормално и гардеробите и надкривање на двете трибини и нивна реконструкција, тоа е западната источна трибина. Ние пари имаме обезбедено од буџетот, се трудиме значи да ги следиме инвеститорите и економските оператори кои работат. Се надевам дека ќе имаме модерен стадион кој заедно со се оно се случува околу реката Брегалница и во делот на спортско-рекреативниот центар Брегалница ке базенот ќе добие една целина. Така да лично мислам дека она што го правиме во овој момент, иако исцрпувачки од финансиски аспект, бара многу напор, многу енергија. Значи не сме биле на одмор 3 години, мислам дека ќе го завршиме, но треба да знаете дека ние во сите населби завршиме спортски терени. Ако идете во Мазги имаме мултифункционално игралиште. Ако идете во Деснација направивме кошаркарско игралиште и фудбалски терен. Ако отидете во Леваста направивме фудбалски терен со вечка трева каде сега ги работиме со обликувалните. Потоа во Автокоманда направивме 3 терени за мал фудбал, нели, за кошарка и терен за фудбал со вечка трева. Джексон го приуредивме и го направивме да биде одличен терен каде мала Ајакс тренира и ги користи на овие терени. Во Сењак имаме 3 терени, мултифункционални игралишта за кошарка, ракомет, фудбал, 2 дуплекс тениски, сега уште 2 дуплекс тениски, ќе правиме и игралиште за одбојка на песок, во истиот тој комплекс, кај Елкос, таму ги асфалтиравме сите улици, значи го уредивме тој дел. Нашиот универзитет го направи игралиште, отвореното игралиште кој се наоѓа салата Јордан Јалков. Во населба Дузлак направивме 4 спортски терени, во населба Баби истото го направивме, во населба Железничка, во населба Ново село. Сега правиме во сите села школски спортски терени, а тоа е во Лакавица, Шеврлија, Селце, Чадаклија. Лично мислам дека се она што е направено на вистина му прилега на нашиот град, бидејќи тоа е спортски град, а општината инвестираше толку многу да во сите населби децата имаат место каде да се релаксираат, каде да спортуваат и мислам дека тоа се прави погодици и добри проекти. Така, досега Штип требаше да има нов урбанистички план, генерален план. Докаде е постапката? Зошто? Фирмата Импума од Скопје го работи генерален урбанистички план. Донесувањето на таков план е една тешка постапка и процедура. Јас се надам дека оваа година ќе го имаме генерален урбанистички план, што ќе значи нови површини, значи тоа се сепак над 3000 хектари, мислам дека се површини. Генерален урбанистички план што е многу битно ќе ни даде една одишна развојна компонента да можеме да го развиеме и градиме нашиот град, како сообраќајната инфраструктура, така да речеме нашите простори за домување, индустријските зони. Значи се она што фаќа еден генерален урбанистички план и ќе ги отстраниме сите оние ограничувања што ги имаше претходниот генерален урбанистички план, каде едноставно не можеме да носиме дупови заради лоши решенија. Значи нашиот генерален урбанистички план ќе има едноставни решенија, практични решенија. Значи ние нема да предвидиме градење на метро во нашиот град. Нема да предвидиме градење на тунели во нашиот град. Значи нема да предвидиме работи кои се нереални, неизводливи. Најчесто пати луѓето имаат амбиции, но треба да размислуваме дали тоа е изводливо и дали ќе се реши во кој временски период. Така да лично мислам дека после она што го направи владата да се смали котата на браната Јагмуларци за 10 метра, тоа ни даде простор да можеме да го работиме генерален урбанистички план и се надевам дека тоа ќе биде направено и некој тука ни помогна, јавното претпријатие за државни патишта многу, затоа што и тие беа заинтересирани да браната Јагмуларци не биде пречка за инфраструктурата и на македонски патишта. Беше доведено во прашање изградбата на брзиот експресен пат Штип-Радовиш. Така да мислам дека со овој потек наскоро ќе имаме генерален урбанистички план што ќе значи силна развојна компонента на нашиот град.
Исто така, изминатиот период се работеше доста и на водоводна и канализациона мрежа во штипските населби, околни населби. Каде се до крајот на годината да очекуваме да има нови, да изградба и реконструкција на нови водоводни и канализациони? Значи, ЈПСР има многу обврски. Значи, ЈПСР, од кога дојде господинот Ангел Бојаджиев, прво ги асфалтиравме сите улици во гробиштата. Па реновиравме Машката бања. Сега ќе реновираме, да речеме, тушевите во бањата Кежовица. Ги реновиравме сместувачките капацитети, направивме нов пазар, уредивме голем број на паркови содржини, се направи зоолошка градина. Значи, вода имаме на вистина квалитетна за пиење. Значи, конечно Чардаклија доби канализација. Канализација доби и на селбата Балканска. Има уште неколку куќи кои не се поврзани, тоа мора да го завршиме. Потоа канализација нова доби на селбата Македонка. Канализација доби Карорман, но Карорман доби и водовод и го приклучуваме на градскиот водовод. Нормално Карорман, рековме, таму ќе завршиме целата инфраструктура, затоа што тоа е најголемата наслада, после 3 чешми, каде навистина живеат голем број на жители. Да истакнам дека Вардарска комплетно се мени водоводната линија и мислам дека тоа е добро што го направивме, а тоа исто го направивме ние на улицата Христијан Карпош. Ни престои едно решение кое мора да го решиме, тоа е Велко Влаковиќ на селбата Пребек. Не можеме да ги асфалтираме таму улиците, затоа што мора да се инсталира да се мени водоводниот дел и за наредната година е предвидена улица Сутјеска. Значи комплетно ќе се провери инсталациите од трговскиот центар Туш па се до нервната линија. Таму имаме многу кварови и нормално улицата Борис Кедриш која ќе биде асфалтирана со промена на комплетни санитарни инсталации, водовод, канализација, атмосферска канализација, од која ќе направиме Вардарска. Се дури не ја направиме Вардарска, Вардарска ќе ни биде байпас. Значи, од делот на Леваци и тој дел на селбата, луѓето ќе минуваат преку таа улица, за да можеме да затвориме Борис Кидрич, која мора целосно да биде реконструирана. Инаку, да кажам дека го презедовме водоводот во Лакавица, Балталија, го презедовме водоводот во селото Селце, престои од преземање на сите други водоводи. Наш приоритет е да има вода за пиење во село Љуботен, летниот период се мачат луѓето. Криви дол исто така мораме да го решиме водоводот. Мораме да направиме и во Брес водовод, да го обновиме водоводот во село Пиперово. Во Лесковица мора да направиме една нова каптажа. Значи, тоа се проблеми кои постојат. Шаварлија во летниот период има исто така проблеми со водата. Секаде каде има извор, мора да направиме каптажи и таа вода да ја усмериме за потребите на луѓето. Инаку да истакнам дека ние во сите села направивме плоштади, направивме и обновивме селските централни чешми, а некаде и по 2 и по 3. Еве сега ја завршиме во селото Љуботен. За Света Петка ќе ја пуштиме таа чешма и плоштад нешто прекрасно. Моментално работиме во село Шаварлија, претходно завршиме во Кошево, во Доланин, во Лесковица, во Пухче, потоа завршивме во селото Брес, па 4 чешми направивме во Горачино, па направивме во Драгоево, нели, па во село Селце 4 чешми. Значи генерално овој Овчеполскиот дел, значи направивме Срчие, во Судик, Горно Трогреци. Нашата амбиција е да кога прашање водата за пиење, сите мора да има здрава вода за пиење и кога прашање санитарните инсталации, канализација мора да имаат канализација, затоа што животот на луѓето мора да биде навистина европски. Не рекоме Штип ќе го направиме европски град. Многу со скепса гледа на ова. Имавме многу обструкции и отпори и се уште ги имаме, но очигледно е дека луѓето кои тоа го прават не го знаат нашиот карактер, дека ние по никоја цена нема да престанеме и нема сила што може да не спречи Штип да го направиме убаво место за живење. Јас би посакувал да сите други градови во Македонија го има штипскиот стандард на работење. Во овој миг мислам дека сме лидери во државата и не е случајно Европска агенција не стави во 6 најпривлични градови за живење во Европа и градови најинтересни за инвестирање. Financial Times не е било која институција, значи тие по нивна методологија и критериуми не оценува, од 400 градови до 100.000 жители, ние сме практично на 6-то место. Ги добивме сите сертификати како бизнис општина, проекти што ги инвестира владата, автопатишта, брзи патишта, гасификација, електроснабдување, 400 киловолтни далноводи, нова клиничка болница, Тирзона, не мотивира да ние уште повеќе вложуваме во нашиот град и да ви кажам искрено дека од другите градови ни се љубоморни. Но не е се до парите. Треба да се сака овој град, треба да се работи и добро е што имам 20 на добри соработници посветени кои го сети историскиот миг дека сега е шанса што да го направиме добар град. И ми е мило што 90% од граѓаните, 93% од граѓаните им се допаѓа тоа што го работиме. Нормално имаме и критизери, тие мора да постојат. Тие се наши коректори ако сгрешиме некаде ние, но верувајте дека нема сила што може да не спречи да ги завршиме започнатите проекти и сум силно убеден дека и она што децениски го чекаа луѓето,
па еве да речеме за Чадаклија Балкански Македонка, да добија здраво да запиње од градскиот водовод и тоа ќе го реализираме. Но верувајте дека во овој миг приоритетни е да ги завршиме сегашните проекти и што е уште позначено, да го вратиме кредитот кој е земен во некои минати времења, кој не бил сервисиран и враќан. Тој кредит мораме да го вратиме со 700.000 евра затезни камати, иако од кога дојдов јас вративме некаде околу 1 милион евра. Сега ќе враќам уште 2 милиона евра. Да истакнам дека скоро го вратив кредитот за Светската банка. Долговите горе-доле се расчистени. Останува да го вратим и кредитот од јапонска џајка за филтер станицата. Се надеваме дека и тоа ќе го реализираме. Мислам дека Штип има одговорно општинско раководство, има раководители кои знаат што прават, имаме јасна визија, но пред се ги слушаме самите граѓани. Значи, нивните иницијативи, идеи, предлози, нивната визија за Штип ние го преточуваме во дела. Па всушност, ние се избрани од граѓаните, тие не избраа да го направиме овој град како што треба да го направиме. Тие плаќаат пари, тоа се нивни пари со кои располагаме и ние мора да им вратиме на соодветен начин, без било која злоупотреба. И сум убеден дека на крајот финалето ќе биде навистина добро, некаде таму во мајдната година, така, неполна година дена, можеме да кажеме дека сме ја исполниле мисијата Штип да не биде прав центар на Источна Македонија, да биде втор град по развиеност во државата после Скопје. Така, еве, освен комуналните проекти, кои се идните планови на општина Штип, кои се идните проекти како трговскиот центар и некои други останали? Трговскиот центар беше срам за нашиот град. Значи, една града слика. Еден град универзитетски, каде имаше, да речеме, студенти од страна, град универзитетски, регионален центар, административниот центар, во центарот на градот, до судот, до здравствениот дом, до плоштадот и така натаму. Вие видовте што беше. Тамо се беше, не беше трговски центар. Тамо повеќе мирисаше на карбамид, простите не може да ме разбера што е карбамид, на урина. На урина, него ли на трговски центар. 3 решенија постоја, да го срушиме, санитарна инспекција да го затвори, или да го реновираме. Ги викнав сите собственици до еден. Тука ке мене на состанок и оние што критикуваат беа овде. Дел од нив си го направиле порано и мора да им честитам за правењето. Значи направиле реконструкција, дотерале, дури дел од тротоарот е земен, нели и така натаму, но тоа си е. Тоа и убаво изгледа, јас такви работи поддржувам. Другите собственици сега градат. Согласно измена до 2012 година добија комплетна потребна документација. Некои оспоруваат, имаме страшни проблеми и притисоци. Медиумски, да речеме, еден медиум кој е близок до еден од собствениците на трговскиот центар води невидена хајка против мене, да речеме, со невидено валкање, но тоа е нивни проблем. Трговскиот центар треба се направи заради Штипини ќе се направи, затоа што нас во центарот не ни треба такви згради. И не само тоа, секој парче место и куќа која е срушена, посебно кај мостот кај Стопанска банка, од другата страна мора да биде средено и направено. Значи центарот на градот мора да добие свој лик. Кога отидете сега према Бриони, вие мило што имате одличен мултимедијален центар, за кој општината вложи големи средства и благодарение на ангажманот на актива ние го направиме тој мултимедијален центар. Кој така кулите гледате дека комплетно среден простор од оние гаражи, земја и така натаму, неуреден простор сега како изгледа. Кога одите отиње, кога гледате нешто фантастично. Тоа го гледате во секој дел од нашиот град. Ние го направивме домот на младите. Направивме центар за аутизам, се гради дом за стари лица. Треба да се прави детска градинка. Значи има големи амбиции, но моите амбиции се дека сите села во нашиот град треба да добијат асфалт. Остана уште неколку. Значи Сушево до Бршани мора да биде направен патот, со тоа општеполскиот регион е целосно завршен. Треба да добие пат селото Танатараци од Горачино, со тоа Лакавичкиот дел е целосно завршен. Треба да ги поврзаме Кончи, Штипи преку селата Пиперови и Гарван. И тоа е наш приоритет кој мора да го завршиме. Правиме проекти до селото Пенуш, од Суфилари, да видиме како ќе го решиме патот, и ни преостанува да го решиме делот од Никоман Нели до Почивало и Почивало Бучим. Што значи дека во овој мандат сите села ќе добијат инфраструктура, сите села ќе добијат асфалтирани улици, што не се случувало во историјата, значи на нашиот град, сите населби ќе добијат асфалтирани улици, патна инфраструктура невидено добра, влезовите на Штип се средени, од Чадаклија према кружниот тек, од Кампус 4 према кружниот тек, сега ќе го работиме делот од Ново село према 4 километар. Значи верувајте дека имаме големи амбиции. Амбициите се да овој град биде совршен град. Да биде стварно добро место живење каде луѓето нема да свилат од овој град. Каде луѓето ќе го засакат овој град. И многу ми е битно да биде беспрекорно чист, уреден и зелен град. За мене е многу значено што Штипјани ги извадовме домовите. Сега ќе ги видите како шетаат по реката Отиња, со своите внуци, своите деца. Ќе гледате како тоа во зоолошката градина. Штипјани се удоволствуваат во бањата Кешовица, затоа што е реконструирана и реновирана.
Штипи не одат на патеката за Дисарот, а сега ќе пешачат и према Карорман, каде ќе биде велосипедска пешка патека. Штипини ќе може да возат велосипеди на 20 км велосипедска патека од Штип до Таринци, значи општина Карбинци, па Балван, од Балван до Долно Трогирци, општина Карбинци го направи патот. Ние го направивме Штипскиот дел од општина Трогирци до Врсаково, нов, и од Врсаково до Тришешми 20 км велосипедски патеки на најживописниот дел во Чеполието. Па голема задоволство е кога гледате дека во сите села, каде направивме инфраструктура, се прават нови куќи. Трендот на умирање на штипските села заврши. Сега ги враќаме назад луѓето и се враќаат, благодарение на субвенциите на владата. Со изградбата на новата клиничка болница, после 80 години од изградбата на старата болница во Кралска Југославија, ние добиваме нешто многу значено. Но за мене најсветол пример во овој град се бизнисмените на Штип, кои се страшно амбициозни, креативни и во услови на тешка економска криза успеа да преживеат, да градат и да инвестираат. Ние мораме да ги поддржуваме и сите оние институции кои се максимално вложуваат да овој град биде она што е. Односно, што ги следат моите концепти и визии за овој град, а верувам дека и вие медиумите сте задоволни тоа што се работи, посебно на нашата отвореност, да во секое време може да го презентирате она што ние го работиме. Без вас, тоа што ние го работиме, граѓаните не може да го видат. Сега, не само што го видоа, тие го и почувствуваа и гледаат дека навистина ние сме сериозни. Најважната работа беше тоа што го ветивме, го исполнивме. Лажење нема, нашиот народ знае да препознае лага и на крајот резултатите се очигледни и тука се. Така, градоначелник, ќе уште едно прашање за крај, малку полетна тема во врска со комарците. Дали мислите дека сите општини, доколку се соберат на истокот и во истовремено испрскаат против комарци, дека ќе има поголем ефект? Еве во Штип како е? Значи, ние веќе 3 години континуирано прскаме и тоа прскаме многу стручно и одговорно. Имаме паралелно ларвицидно прскање и прскање за вегетативни форми. Значи, Заводот за здравствена заштита, односно Центарот за јавно здраве Скопје, фирма која доби на тендерот, досега имавме 2 или 3 прскања, са не ме факите за збор, дератизација редовно се прави и верувајте дека парцијалното решение на Штип не е решение на проблемот. Доколку сите општини околни, значи Велес, Градско, со кој граничиме, Свети Николе, Радовиш, Конче, значи Кочанскиот регион, каде има оризови полиња, кои се идеална подлога за размножување на комарците, не се паралелно прски. Ако државата не го направи интегрално на цела држава, и ако не се направи на Балканот, значи Бугарија, Србија, Албанија, Грција, Македонија да прскаат заеднички, ние се соочуваме со проблеми кои ќе доведат да комарците кои се навистина вектори пренесуваат заболувања, да носат заболување. Еве сега не е да речеме болест кај кравите, кај добитокот и јазеста кожа, а тоа е вирусно заболување од Африка. Значи тоа е донесено од комарците. И лично мислам дека ќе ни се појави маларија, ќе се појави кутреска, ќе ни се појави, да речеме, западнонилска треска, значи заболувања кои ги пренесуваат комарците. Ако ветерот дува 10 метра во секунда, значи за еден час тоа се 36 км на час. Значи комарците од Велески ни ги донесе овде. И ние џабе прскаме. Значи без организирана акција на државата, парцијалното прскање дава резултати. Ние даваме големи пари, над $1.000.000 за дезинсекција. Ние ќе продолжиме со тој тренд, бидејќи јас сум здравствен работник и знам што значи превентивата, да не ни се случи утре да ни се појават некои заразни заболувања кои ги има во Африка. Маларија не сме да се појави. За време на Титова Југославија, 50-тите години, се реши маларијата. Во таа иста држава организирана со превенција, значи демиларизација, сушење на одредени блата и така натаму, ние веќе маларија немаме. А сега ни се повторно појава маларија. Ни се појават болести заразни кои ги немало, како калазар, ни се појава кутреска, западнонилска треска. Туберкулозата не во пораст. Значи мораме да се организираме затоа што безпрекна хигиена мора да има здрава вода за пиење, мора да има системи, инсталации, канализации како што треба, прочистителни станици, за да на крајот луѓето не живеат по 100 години. Оти нашата идеја и мото е да го сопреме времето, да спречиме луѓето да ни стареат, жените на 80 години да личат дека имаат 40 години и тоа е нашата политика. Значи здравјето пред се, а за добро здравје треба добра превентива. И се што го прави ЈПИСР со косењето на јавните површини, со одржувањето на хигиената, на контењерите, денонокно работење, метење, чистење, перење на улиците со дезинфекциони средства дава резултати и се надевам дека штипени се задоволни. Не сме идеални, значи може би имаме и некои пропусти, некои работи се отклонуваат, стратешка грешка не е да нема направена општината во овој момент. Нормално, не е лесно, се очуваме со страшни проблеми, но на крајот на денот задоволството е големо кога нешто и завршите. Мене ми исполнува креативниот дух на моите соработници.
да ги пофалам уште еднаш и мене ми исполнува дека тоа што е завршено им се допаѓа на Штипјани. Инаку не се штедиме, затоа што најверојатно и ова лето нема да одам на годишен одмор, како и вообичаено, или што мислам дека после толку и толку време Штип конечно заличува на еден прав град. И на мене ми е посебно мило што јас сум дел од овој град, а ние како народни добра, така јас велам за градоначалниците, мора да бидеме во функција на тие граѓани. С краја на краја мислам дека самите граѓани се тие кои оценуваат дали тоа што го работиме е добро или не добро. Така, господин Захариев, ви благодарам на одделеното време што бевте гостин во Рапорт. И нам беше мило што бев дел од вашата емисија. Поздрав до нашите ценети и драги Штепјани. Почитувани гледачи, се надевам дека ви ги доловивме до сегашните градежни активности кои се случуваа изминатиот период во најголемата општина на Истокот. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Канал Плюс.